Дека вакви проекти се решени во САД, се решени во Западна Европа, особено во Велика Британија и во Франција, со систем на полимери. Во Германија проблемот е решен со пластични буриња, но тие пак представува за идните генерации проблем. Се разбира и ова во колку се полива со полимери и се цементира целата таа количина, најверојатно повторно ќе има санации, ќе има потреба за некоја санација, но за 30-50 години. За жал, ниту локалната самоуправа, локалната власт, ниту државата најде за сходно на тие луѓе и да им одговори, а камоли да отпочне со решавањето на проблемот. Ако не го отпочнеме проблемот и неговото решавање, нема да го завршиме и нема да ги решиме овие мощни, опасни, геоеколошки, геохемиски, физичко-хемиски загадувања на човековата околина. Сепак, самото место и просторот околу изворот не се уредени. Се уште во функција е цевката вградена уште во 1972 година, а за капење луѓето го користат базенот изграден нешто подоцна. Испитувањето на водата од изворот во селото Стрновац направено е од стручните лица на службата за банлеоклиматологија при Институтот за рехабилитација во Белград. Освен што резултирале со основните физички и хемиски својства на водата, утврдиле и дека истата е лековита и може да се користи исклучиво за хидротерапија. Водата се препорачува за лекување во спалени и ревматични заболувања, во смирена лабораториска и клиничка фаза, при дегенеративни и вонзглобни ревматски заболувања, по корективни ортопедски зафати, при заболување на периферни артериски крвоносни садови и при заболување и повреди на периферни нерви. Листата е отворена за проширување и со други заболувања со оглед на нецелосната анализа на водата. На 28 јули 2005 година, музичката група Пела од Љубљана, Република Словенија, одржа атрактивен концерт во праисторискиот локалитет, наречен Цоцов камен, во близината на село Шопско Рударе. Овој локалитет е познат како светилиште посветено на богот на виното Дионис. Жешкото сонце и половината час пешачење не ја спречи публиката да стигнат до овој живописен локалитет и да уживаат во прекрасните македонски песни кои го носат мирисот на Босилек, а во исполнение на вокалната група Пела под водство на нашиот реномиран музички уметник Љубен Димкаровски, член на Љубљанската опера.
Ето, куди си ме готов. Момент, Ерда, момент! Pasiconium gazetar. Gazetar? Nuk po të kuptoj pse. Më duhet ta di. Pse? Dua ta dëgjoj nga buzët e tua. Këtë herë do ta çoj të drejtën në vend, qoftë vetëm edhe këtë herë. Çka humbim nëse vrasim njërin prej jush? Çka humbim, ha? Çka? Styling Studio Glamour dhe Narciso, përveç prerjes dhe rregullimit të flokëve, po ashtu i ofron shërbime të ndryshme. Çdo lloj tretmani për fytyrë me kozmetik profesionale Etrebel dhe Juliet Armand. Depilimi i fytyrës dhe trupit me dyll të ftohtë, vendosje të thonjeve me Professional Nails, vendosjen e thonjeve me vul, me manikir francez dhe vendosjen e thonjeve me ngjyra të ndryshme. Glamour dhe Narciso po ashtu i mundëson vendosjen e qërpikëve, manikir, pedikir me vull, dhe pa dyshim ofron masazhe relaksuese, masazha anticelulit, rregullim të vetullave dhe shminkim me make-up profesional, Revlon dhe Etrebel. Ju dëshirojmë qëndrim të këndshëm në salonin Glamour dhe Narciso. Some